Полицијата засега не ја открива причината за вчерашната сообраќајна несреќа кај селото Жиганци. Во оваа фаза од постапката не можеме да споделиме податоци со јавноста заради навремено, објективно, реално и доследно почитување на предистражната постапка и заради ненарушување на презумцијата на невиност. Портпаролот на СВР Штип Гордана Панајотова денес и службено ги потврди информациите за учесниците во кобната сообраќајка и исходот. Патничко возило Голф со кочански регистарски таблици, управувано од 54 годишниот ДД од Кочани, патничко возило Сеат со скопски регистарски ознаки, управувано од 25 годишниот МА од Скопје, и патничко возило Цитроен со винички регистарски ознаки, управувано од 58 годишната ЛС од Виница. На самото место на несреќата, од здобиените повреди, починале со патничката во патничкото возило Сеат со иницијали НП на возраст од 24 години и со патникот во патничкото возило Голф со кочански регистарски ознаки ГА на возраст од 52 години од Кочани. Смрт констатирал лекар од итната медицинска помош Кочани. Со тешки телесни повреди се здобиле возачите на патничкото возило Голф и на патничкото возило Цитроен. Со патникот во патничкото возило Голф на возраст од 52 години и две сопатнички на возраст од 63 и 84 години во патничкото возило Цитроен и двете од Виница. Од тешко повредените 5 лица, 3 се сместени во клиничка болница Штип, од кои 2 на ортопедско и 1 на хируршкото оделение. Здравствената состојба на вчера донесените настрадани е тешка, но стабилна. Правиме се за подобрување и очекуваме дека така ќе биде, изјави директорот на клиничката болница Штип Ален Георгиев. Другите двајца тешко повредени се донесени на понатамошен медицински третман во клиничкиот центар Мајка Тереза во Скопје.